колку ние луѓето кои живееме во овој ваков свет, колку разбираме кој е тој што дојде во овој и ваков свет, што би рекли ние теолозите, од него отпадна и со злото инфициран. Колку мина од нас наистина разбираме кој е тој што дојде во овој свет, што прими човечка природа, што стана истински човек како нас, но дојде, браќа и сестри, со конкретна цел. Тој дојде во овој свет да биде наш спасител. И поточно кажано за многумина овој збор е толку поразбирен, да биде наш ослободител, браќа и сестри. Да биде наш ослободител. Но сега веднаш ќе поставите прашање, од што да не ослободи? Од што дојде да не ослободи Синот Божи кој стана човек? Браќа и сестри, ние, луѓето во овој свет, се навикнавме веќе, затоа што со илјадници години живееме во зло, живееме со зло, живееме во грех, живееме со грех, живееме во смрт, живееме со смрт и живееме во сотонско робство. Браќа и сестри, многумина веќе во овој свет злото не го гледаат како нешто чудно, ниту гревот го гледаат како нешто чудно, ниту страдањето го гледаат како нешто чудно, ниту неправдата го гледаат како нешто чудно. Дури и болестите, и страдањата, и смртта не гледаат како нешто чудно. Многумина браќа и сестри се навикнаа на злото, се навикнаа на гревот, се навикнаа на сотонското робство и многумина оваа лудост, оваа болест, оваа отпадната состојба со која живееме во овој свет, ја доживуваат како нешто нормално. Како нешто нормално. И затоа кога ние христијаните, кога ние свештениците Христови говориме за овој свет дека е отпаднат од Бога, многумина ни се чудат. А уште кога ќе кажеме дека Исус Христос дошол во овој свет да биде наш спасител, па што да не спаси? Тоа е, браќи и сестри, последица затоа што ние до тој степен духовно сме отапеле, што злото, гревот и смртта и сотонското робство ги прифаќаме како нешто нормално. Но, браќи и сестри, кога во една душа човечка ќе започне процесот на нејзино будење, кога ќе почне една душа човечка да се прашува, кога ќе започне да поставува прашања, од каде сега неправдата во овој свет, од каде злото во овој свет, од каде болестите во овој свет, од каде смртта во овој свет, од каде неизвестноста во овој свет, од каде? И тогаш, браќа и сестри, полека оди тој процес што ние христијаните го нарекуваме покаяние или духовно разведрување на нашиот ум. Како да нашиот ум бил обседнат од некои темни облаци, од некаква илузија, и полека нашиот ум се буди, и полека на нашиот ум полека му станува јасно во каква состојба сме и во каква состојба живееме. И тогаш, браќа и сестри, во еден момент нашата душа или нашата личност се ужаснува кога ќе дојде до спознанието дека во овој свет постои зло, во овој свет постои грев, во овој свет постои неизвестност, во овој свет постои незнаење, во овој свет постои смрт, во овој свет постои сотонско робство. И тогаш, браќа и сестри, луѓето се прашуваат, а како сега со злото, а како со гревот, а како со неизвестноста, како со смртта? Барат излез, барат одговор. Нема излез, браќа и сестри. Нема одговор. Милиони, ајде да не кажа милиони, илјадници философи и мудри луѓе се обидувале да го најдат излезот или решението за злото, гревот и смртта. Никој не го нашол. Никој не може да го најде. Затоа што тоа не е во човечките сили, браќи и сестри, да се најде решението за злото, за гревот и за смртта, за неизвестноста на постоењето. Тоа човек не може да го реши. Тој човек нема таква сила. Затоа, браќи и сестри, кога го читаме ние Светото писмо на Стариот Завет, ние гледаме дека од времето на Адама, преко времето на патриарсите, преко времето на пророците, Бог, нашиот небесен Отец, го подготвуваше доаѓањето на Месијата, на Спасителот на светот.
Стариот Завет. Се она што му се случи на нашиот Господ Исус Христос во неговиот живот, сето тоа беше предскажано од пророците од Стариот Завет. И неговото раѓање, и неговиот живот, и неговото страдање, и за тоа како ќе влезе во Јерусалим, и за тоа дека ќе биде продаден за 30 сребреници, и за тоа дека ќе воскресне. Сето тоа, брати и сестри, беше предскажано од пророците во Стариот Завет. И сето тоа се исполни на нашиот Спасител. Знаете ли зошто, брати и сестри? Затоа што многумина во овој свет себе си се нарекуваме спасители, но за нив нема пророштва. Никој не може да исполни пророштвата што ги дава пророците од Стариот Завет. Пророците се исполнија на Јешуа од Назарет, на Јешуа, на синот на Марија, се исполнија на оној кој ни искажа преку Светиот Дух ја прими човечката природа преку Дева Марија и влезе во овој свет. Се исполнија на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Затоа, браќи и сестри, што Господ Исус Христос е одговорот Божи, одговорот на нашиот небесен Отец за проблемот со злото, за проблемот со гревот, за проблемот со неизвестноста, за проблемот со смртта. Друг одговор нема и друго решение нема. Во овој свет, освен Христос, освен тоа што Тој го направи за нас, друго решение нема. Друг пат и друг излез нема. Сите кои длабоко во себе размислувале, барале, живееле духовен живот, се молеле непрестано и се бореле за истината, дошле до овој одговор, браќи и сестри. И затоа кулминацијата на Христовото доаѓање во овој свет, освен тоа што Тој ни откри тајната на нашето постоење, кога читаме ние Евангелието, кога читаме сите зборови на нашиот Спасител, ние од нив разпознаваме и осознаваме која е смислата на нашиот живот. Но, браќи и сестри, Христос не дојде само во овој свет да ни открие истината на постоењето. Тој дојде, како што реков, да биде наш Спасител, да биде наш ослободител. И тоа го кажа вчера, браќи и сестри, на оние кои беа и на литургијата, и на читањето на 12 страна на Евангелија. Како Христос, како оној кој е семоќен, оној кој е совечен син, на оној кој има најголемата моќ во сите дигези на постоењето на нашиот небесен Отец. Како тој, браќи и сестри, го победи злото и го победи сатаната и свој изворникот, односно изворот на злото. На крст. На крст. Зошто на крст? Затоа што Христос, затоа што Месијата прифати крајна немоќ. Внимавајте, прифати крајна немоќ. Апсолутната моќ, апсолутното добро прифати крајна немоќ. Знаете ли зошто? Затоа што во состојба на крајна немоќ Христос го разобличи злото. Затоа што злото, кога помисли дека може да триумфира над немоќното добро, злото го покажа своето истинско лице. Злото е тргна маската со која многу често се маскира со добри намери, така натаму, и злото покажа дека единствено постои за да уништи, да создава смрт, да провоцира смрт и цело време луѓето да ги приведува во смрт, да ги приведува кон уништување. И затоа сатаната мислеше дека Христос ќе го уништи, ќе го победи на крстот. Но, браќи и сестри, зар може оној која ја има силата и семојта на се што постои, зар може тој да биде победен? Браќи и сестри, тој не може да биде победен. Тој примајќи немојта, сами останувајќи немојте, тој, браќи и сестри, преку својата немоќ, како што реков премалку, го разобличи злото, го демаскира злото и што е најбитно, го победи злото. Христос го победи злото на крстот. И на крстот се случи, браќи и сестри, нешто неизгажено во целото човештво. Гревовите, внимавајте, од кога Христос го победи злоизворникот, сатаната, гревовите на целото човештво. Може би некој од ова прв пат го слуша. А битно е да го слуша затоа што од ова зависи вашиот живот во овој свет и во вечноста. Христос на крстот, браќи и сестри, додека страдаше за целото човештво и откако го победи сатаната, кога ги кажа зборовите се сврши тајната на победата на злото, тој гревовите и едината на целото човештво ги зема во себе. Гревовите и едината на целото човештво ги зема во себе. И Христос
Христос со својата жртвена љубов на крстот го победи злото, со својата победа на злото ги зема гревовите и дигаме на целото човештво. Затоа што, браќи и сестри, кога ќе направиме некој грех, кога ќе направиме некоја вина, кој може да го прости? Понекогаш, кога сум на исповед, многу ми велат, може би Господ ќе ми прости, но јас не се простивам. Гледате, понекогаш, а многу често Бог е многу помилостив од наша памет. И Христос на крстот го решава проблемот на злото со својата жртвена љубов, го решава проблемот на гревот, проблемот на вината и со својата воскресение од смртта, браќи и сестри, тој го решава и проблемот на смртта. Затоа што кога Христос воскреснува во третиот ден, како се скажа во Христото, тој на целото човештво му покажува дека тој има власта над смртта, затоа што е извор на животот. И тој самиот на целото тоа човештво му кажа: јас сум воскресение и живот. Јас сум вели Христос, воскресение и живот. Кој верува во мене нема да умре. Кога Христос вели нема да умре, Христос ни открива тајната дека кога ќе поверуваме во него, кога нашиот живот ќе го отвориме за него. Не разбирате? А што значи нашиот живот да го отвориме за него? Тоа значи кога имаме доверба во него. А за да имаме доверба во него, ние треба да знаеме кој е тој. А кога ќе дознаеме кој е тој, кога нашата душа и ум ќе се разбуди за вистината, кога ќе се разбуди за Христос, кога ќе дознаеме тој кој е тој, кога ќе имаме доверба во него, тогаш ние стануваме негови ученици, тогаш тој не води преко светиот дух и неговата црква во овој свет. И ние, браќи и сестри, од ден во ден, од месец во месец, од година во година, што правиме? Знаеме зошто сме создадени од Бог. Знаеме зошто живееме. Знаеме како да живееме во овој свет. Имаме, почнуваме да осознаваме како да живееме во овој свет и започнуваме да осознаваме како да се подготвуваме за вечноста, па дури и оние кои достигнале светост, веќе ја доживуваат вечноста додека се во тело и во овој свет. Тоа, браќи и сестри, ни го дава оној кој за нас се принесе на крст. Оној кој е семоќен и прими да биде немоќен. За да ме разберете малце подобро околу ова, може би ми е многу абстрактно, зошто Христос како семоќен прима немоќ. Многу често, браќи и сестри, големите цареви, големите владетели и императори, за да дознаат што луѓето мислат за нив во вистинска смисла на зборот, тие се облагале како прости, како најнемојки. И тогаш луѓето си го покажуваат правата лица. Кога ќе дојде царот во целата своја слава и кога ќе видат луѓето мојте на царот, молчат. Се плашат од неговата мој и се лицемери. Кога луѓето ќе се соочат со мој, стануваат лицемери. Не ја кажуваат вистината. И затоа се мојниот, Словото Божие, единородниот Син Божи, прими човечко тело, стана човек. Внимавајте, целиот живот на Христос како беше? Па тој самиот беше, нема кај глава да послува, нема кај глава да послува. Се роди во пештера. Немаше ништо. Живееше како равин од Галилеја, лесно. Луѓето мислат дека тој некој, ајде да кажам така, некој забеган равин од Галилеја. Ме разбирате? Не може да разберат кој е всушност тој. Полека, браќи и сестри, преко Светиот Дух и преко откровениот Небесниот Отец, прво апостолите, а потоа и останатите почнаа да разбираат дека тој Јешуа, тој Исус од Назарет е овоплотениот Син Божи, кој стана човек заради нас и за нашето спасение, да биде наш ослободител, да биде наш спасител. И затоа, браќи и сестри, затоа кога ќе ме прашаат некои зошто овој петок, ние христијаните го нарекуваме црн петок или страдален петок, но го ми нарекува тежок ден. Зошто? Знаете зошто? Некој јас слушам денес на телевизија такви глупави одговори, Бог да ми прости. Многу едноставно. Затоа што човекот, паза, и тоа паднатиот човек, се обиде да му суди на Бог. Гордиот, огревовениот човек се обиде да му суди на оној кој дојде за негово спасение. Гордиот и паднатиот човек ѓукаше и го тепаше оној кој дојде за негово спасение. Браќи и сестри,
Неговиот гнев можеше само со движење на својата рака овој свет од нешто да го претвори во ништо. Не разбирате? Треба да станеме свесни кој е тој што беше на крстот за нас. Тој е тој. Но тој што направи? На крстот вели: Оче, прости затоа што не знаа што прави. Прости, не знаа што прави. Не искажлива. Браќи и сестри, вие кои сте родители, до некаде може да ме разберете. Вие кои имате пријатели што многу ги сакате, можете да ме разберете. Вие што сте почувствувале љубов понекогаш кон вашите близки, може да ме разберете. Сега таа ваша љубов помножете по милијада, помножете по безграничност. Со таква љубов, браќи и сестри, Христос дојде во овој свет. Со таква љубов ни говореше, со таква љубов не поучуваше, со таква ľubov не изселуваше, со таква љубов појде за нас на крстот и со таква љубов го победи злото, го победи сатаната, го победи смртта. И секој оно, браќи, што оваа негова љубов ќе ја прими преку Светиот Дух во своето срце, во својот дух, во својот живот, тој станува преобразен човек. Неговиот живот станува благословен, тој започнува да осознава зашто постои во овој свет и почнува да растајува тајната на вечноста. Браќи и сестри, да не биде се јас да ви кажам, да не биде се јас да ви откријам, ова што го кажам досега, нека биде ментален повед, нека биде некаква подготвителна информација, за да вие се тоа што го кажат, кога си отидете дома и кога ќе погледнете крстот, да се запрашате кој е тој што прифати да биде распнат на крст и зошто прифати да биде распнат за мене. Разбирате, не за мене, за нас. Затоа што Христос кога страдаше на крстот заради гревовите и вината на целото човештво, тој тоа го правеше, тоа негово страдање беше за секој од нас. За да можеме сега, браќи и сестри, кога ќе доживееме покаяние, кога ќе доживееме духовно будење преку крштевањето, да добиеме прошка на гревовите. Кога доаѓате кај нас на исповед и ги исповедате вашите гревови пред Господа, а Христос не области преку Светиот Дух да проштеваме гревови. Од каде е силата, знаете? Од крстот, односно од она што се случи на крстот. Христос на крстот го победи злоизборникот сатаната, го победи злото, гревот, вината, и тој гревот и вината на целото човештво е прими врз себе. И ваша, моја, сите нас. Затоа, браќи и сестри, Бог ќе има таа голема милост кон себе. И сите нас не повикува да бидеме негови ученици, и сите нас не повикува да ги избереме истинскиот правец во нашиот живот. Правецот кој води во живот и во вечност. Амин.